Македонија да продолжи да го помага и да го субвенционира производството на тутун, апелираат од Стопанската комора на Македонија. Оттаму истакнуваат дека тутунското производство во земјава има посебно економско, но и социјално значење, па токму поради тоа рамковната конвенција за контрола на тутунот и престојниот состанок кој што ќе се одржи во Женева представува потенцијална закана за оваа гранка во нашата земја. Извозот на оваа култура учествува во 4 до 5% од вкупниот извоз на земјава, додека по основ на даноци во државниот буџет, од тутунот се слеваат 30% од средствата. Во светот минатата година е забележано производство од над 7 милиони тони, додека во Европската унија нивото на произведен тутун е околу 260.000 тони, што бележи извесно намалување. Оваа конвенција, која и Македонија ја ратификуваше во 2006 година, предвидува намалување на вкупното светско производство на тутун, како и намалување на површините засадени со оваа култура, а во исто време се залага и за заштита на здравјето на лицата кои што се вклучени во производството на тутун. Производството на ориентален тутун во земјава значи екзистенција на голем број семејства, посебно во руралните средини, а доколку се насадат други култури на земја на која што се одгледувал тутун, истите нема да ги дадат потребните резултати. Владата нуди силна поддршка за производство и откуп на произведениот тутун во земјава преку субвенции.